Вкупно 125 факултети има во земјава. Пред 10 години имало 75, што значи дека за една деценија се отвориле 50 нови факултети. Од нив плюс 37 приватни и 13 државни. Во истиот период пак, бројот на запишани и дипломирани студенти се намалува. Ако во учебната 2007-2008 година 64.254 средношколци го продолжиле своето образование на некој од факултетите, минатата учебна година бројот на запишани студенти е намален за 11% и изнесува 56.941. Статистиката покажува дека пред 10 години бројот на дипломирани студенти изнесувал 10.232, а денес е за четвртина помал, односно во 2018 година дипломирале вкупно 7.698 студенти. Овие поразителни податоци за состојбите во високото образование логично го наметнуваат заклучокот дека така наречената реформа факултет во секој град, што е почна претходната власт пред 10 години, воопшто не ги даде очекуваните резултати. Напротив, анализата на податоците за последните 10 години покажува дека на пазарот воопшто немало потреба од отворање нови факултети, бидејќи бројот на студенти постојано се намалувал. Овие бројки покажуваат дека ерозијата на квалитетот во македонскиот образовен систем се случува систематски со години, а една од главните причини е токму дисперзијата на разни факултети со сомнителен квалитет, програма и филтри за кадрот што поминува низ нив, а завршува како група магистри, па дури и доктори на науки, од кои четвртина седат дома без работа. Професорот од Машинскиот факултет, кој што беше и кандидат за ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи Атанас Кочов, вели дека квалитетот на високото образование опаѓа со години, а една од причините според него е токму во квантитетот. Во таа трка што универзитетите и факултетите ја имаат за да дојдат до дополнителни финансиски средства, предлагаат нови студиски програми кои што можеби се менуваат насловите и бегаат од она што им е матична дејност. Значи, воведување, на убави наслови кои што содржат во себе управување, менеджмент и така натаму, менеджмент на технолошки процеси или менеджмент на управување на возила или менеджмент во медицината и така натаму. Немаме потреба воопшто од такво расширување за да постигнеме атрактивност кај студентите или кај децата. Новата генерација со новите технологии бара сосема нов пристап. Кај нас, за жал, во државата не се пратат современите текови во светот. Едноставно, високообразовниот систем се смета за нешто што можеби за некој бизнис, меѓутоа тоа треба да биде чисто она што значи образование, наука и истражување. Бидејќи на крајот од денот, ако не постои добар производ, кој што завршил факултет, кој што е добро едуциран и кој што е спремен за да истапи пред малите и средни предпријатели или пред големите фирми со своето знаење, истото тоа да го имплементира, не можеме понатаму да очекуваме и добар индустријски развој во државата. Според Кочов, проблематично е и финансирањето на високото образование. За жал, финансирањето на високото образование се уште е со стари критериуми, кои што можеби си влечат корени од поранешна Југославија. Не може да нема цена на чинење на еден студент по било кој од факултетите. Дали е државен, дали е приватен, да имаме реална цена на чинење по глава на студент. Бидејќи сепак државата го финансира, нели, кај државните универзитети. Ние имаме ситуација во која што имаме воедначени плати на професорите во високото образование, без разлика во која област е. Имаме воедначени средства кои што Министерството ги доделува на одредени факултети или на универзитети, и сега ќе дојдеме во ситуација во која што ќе кажеме, па чекајте, еден студент на машински факултет не може да чини исто колку што е студент на медицина, не може да чини исто колку што е студент на економски факултет или на правен факултет. Бидејќи реалната состојба на студиските програми кои што ги имаме, да речеме на машински факултет, подразбира дека покрај предавањата студентот мора да има и практични вежби. А за да имате практични вежби, треба да имате и современа опрема, треба да имате и одредени материјали и на студентот во целост да му го пренесете знаењето. Покрај теоретското да му го пренесете и она што значи практично знаење низ практично изведување на наставниот процес. Дека квалитетот на високото образование е многу слаб, нотираше и Светската банка во повеќе своји извештаи, а на оваа тема зборувавме и со директорот на оваа меѓународна финансиска институција во одделот за развојна економија во Вашингтон, Симеон Ѓанков. Според него, средното образование е горе-долу подобро, но универзитетите се многу слаби.
Вели, ако не се направат промени во високото образование, земјата ќе има големи проблеми во следната деценија. Конкретно в Северна Македония, една от другите теми, за които вече говорихме, е образование. Образованието е на различни етапи. Начално образование, средно, висше образование. В нашите изследвания забелязваме, че системата на висшето образование, университетската система, намного изостава тук. Така че конкретно правителството трябва да се насочи какво може да се направи, така че тези студенти, които излизат от университетите, всъщност да имат образованието, което е необходимо на бизнеса. В момента излизат много студенти, които всъщност не са необходими на бизнеса и обратно, бизнеса се нуждае от такива. Инаку, буџетот на државата за образование, вклучувајќи ги основните, средните училишта и универзитетите, заплати на наставниот кадар и други административни трошоци за вработените во овој сектор, како и за капитални инвестиции, изнесува вкупно 409 милиони евра. Ако се спореди со 2010 година, буџетот за образование е зголемен речиси за третина, но како удел во бруто домашниот производ, државата од година во година одвојува се помалку пари за развојот на образованието. Ако во 2010 година 4,5% од БДП се одвојувале за образование, лани овој удел паднал на 3,8%. За споредба, европскиот просек е 5,2% од бруто домашниот производ.